Иницијално идејата дојде од Шпанија и се одлучивме дека нешто вакво мора да биде донесено во Македонија. Бев на посета на девојка ми, она таму студираше и нашла место кое што е многу слично до нашето. Ме однесе, фрлавме секири, многу забавно се поминавме, многу брзо ни помина времето и кога се вратив тука му покажав на брат ми. Брат ми беше многу возбуден за идејата, сакаше и он да проба, но во близина видовме дека нигде на Балканов скоро нема, најблиско беше во Хрватска што најдовме. Отидовме и до Хрватска да посетиме, да видиме и се одлучивме дека нешто вакво мора да биде донесено во Македонија, дека мора да имаме малце повеќе забава од овој аспект. Како му се обраќате, да речам, на чоп-чоп? Дали е активност или, да речам, простор за фрлање секири? Да, во ексио државите, да кажам, го викаат секиромет. Ние конкретен збор не мислам дека имаме за ваквата активност. Ние го користиме некад како бар, го викаме бар за фрлање секири, некои викаат активност за фрлање секири, дека е не мислам дека е толку прецизно имаме дефинирано. Дали има возрастна граница и кој може да учествува во оваа активност? Да, возрастна граница има, над 18 години само може да учествуваат луѓе, бидејќи мора да потпишат документ каде што нивниот потпис е валиден поради нивната возрастна група и мора да бидат ментално здрави, физички здрави и способни да може да ја прават активност. Дали играчите прво проаѓаат низ некоја обука пред да почнат со играта? Да, секоја група што ќе дојде пред да почнат да фрлат секири, ако им е прв пат, вработениот што ќе биде им покажува 10 минути како треба да ги фрлат, им покажува грешките кои што треба да ги поправат и им објаснува игрите што ги имаме, како работат и како може да играат. Какви предизвици има всушност во играта? Какви нивоа може? Имаме различни игри, имаме 5 различни игри и секоја игра може да се каже дека има различен степен на тешкост. Да, за играчите, каде што некаде метата е многу помала, некаде метата е многу поголема и полесно да се погоди. Така што мислам дека различните игри даваат различно ниво на тешкост. Океј, дали организирате некакви надпреварувања? Дали досега сте организирали? Да, имавме надпреварување неодамна, имавме надпреварувачи. Собрани беа доста луѓе, фрлавме, имаше награди, имавме соработка со Red Bull. Убаво се поминавме, мислам дека сите што беа задоволни од надпреварот и победниците и тие што беа само учесници што не победија. Мислам дека интересна активност беше за сите да пробаат, па дури за тие што прв пат им беше. Има ли жени до сега што фрлаат секири? Да, повеќе него што можеби би мислеле има. Јас би рекол дека 60% се машки, 40% се женски тие што доаѓаат. Посебно кај нас мислам дека има таква жените дека има таков афинитет малце на повеќе адреналински спортови да сакаат да пробуваат и од тој аспект мислам дека имаме многу жени повеќе него што би очекувал човекот да имаме. Супер. Дали има некои посетители што често, тоест постојано доаѓаат? Као рутинско да име ова, да речам. Да, имаме некои членови што знаат почесто да доаѓаат. Ние на почетокот мислевме дека не би имало, но сепак излезе дека има луѓе што редовно би сакале да го спортуваат ова и затоа гледаме во некој тип на membership програма да направиме каде што ќе им биде возможно полесно на тие луѓе да може да доаѓаат. Дали се плаќа влезница, тоест играта? Влезница не се плаќа, кој сака може да дојде во барот, бидејќи сепак бар можете да дојдете само на пиво или на кафенце ако сакате, но за фрлањето секири има посебна цена, зависно од колку луѓе сте и колку време би играле. Дали гостите можат да дојдат да се донесат, да речам, своја слика и да одберат, тоест да одберат своја мета кон што да погаѓаат? Сме го имале тоа прашање многу пати од луѓе што имаат дојдено, дали може да ставам слика од газдата, дали може да ставам слика од другар или од не знам било кој што сака да го гаѓаат. Ја разбирам тоа дека е од забава и јас го прифаќам тој момент, но од друга страна може да биде малце
специфично ако некој стави па после го постираат, па да не асоцираат нас со таа личност и кого гаѓа во сликите. Но углавно ако е меѓу нив дозволено е, да.